Цел ден исчекување кого ќе предложи председателката Гордана Силјановска-Давкова за нов гувернер на Народната банка. Иако уште утрово најави дека името е познато и дека него треба да го објави собранието, до кого по закон се доставува предлогот. Само неколку часа подоцна, председателката, иако го повтори ставот дека името се знае, дополни и дека до нејзиното заменување на службен пат документот ќе се допрецизира. Денеска ќе биде финализирано пред да заминам за Италија. Ова беше кажано пред да се најави средбата со премиерот Христијан Мицкоски, кој отиде во резиденцијата на председателката за да го дознае името кое ќе се предложи до собранието. Мицкоски тврдеше дека се до средбата не знаел кој ќе е предложен од тројцата кандидати кои беа споменувани во јавноста. Јас ги знам имињата на кандидатите кои што беа на разговор со председателката и за сите тие имам своje лично мислење. Председателката во неделата имаше консултации со актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска, како и со поранешните министри за финансии од редовите на ВМРО ДПМН, Зоран Ставревски и Трајко Славевски, кој во моментов е и председавач на Советот на град Скопје. Според законот, нема никакви пречки до денот на стапување на функција идниот гувернер да бил политички активен. Законот не дозволува додека сте на функција, така вели членот, додека сте на функција, да знаете дека функцијата е инкомпатибилна со партиско членство. Така вели. Не вели дека ако сте биле некогаш, ние сме имале извонреден гувернер Петар Гошев, кој што бил председател на партија. Значи, немало проблем. По тоа, работата е вие, додека функционирате, да заборавите на партиски влијанија и да се водите од предизвикот на професијата. Иако според уставот гувернерот го предлага председателот на државата, неговиот избор треба да биде во координација со владеачкото мнозинство, бидејќи за избор се потребни само 61 пратеник или просто мнозинство. Мандатот на актуелната гувернерка Бежовска истече вчера и ова е прв пат во историјата на Македонија во законскиот рок да не се изгласа наследник, но според законот се до избор на нов или реизбор на постојниот, функцијата со потполни овластувања ја извршува гувернерот чиј мандат е истечен.